Председателот Стево Пендаровски конечно свика седница на Советот за безбедност, која не донесе ништо ново во битката против пандемијата од COVID-19. Како што кажа Пендаровски, од Заев, Филипче и другите членови на владата бил информиран само околу мерките кои веќе се донесени, како што носењето маска на отворен простор и редуцирана работа во државните институции. Иако бројот на заразени и за жал починати од COVID-19 секојдневно руши црни рекорди, поголемо заострување на рестриктивните мерки нема. Премиерот Заев не даде прецизен одговор на прашањето дали се калкулира со воведување поригорозни мерки поради можен колапс на економијата. Владата ја слуша комплетно Комисијата за здравствена заштита и министерот Венко Филипче, кои што работат. Ако тие предложат, ние ќе постапиме. И покрај алармантните бројки за министерот за здравство Венко Филипче, за сега не се потребни порестриктивни мерки. Не се потребни за сега никакви други, ниту законски на измени, ниту пак нешто друго, што би ни овозможило како дополнителен инструмент воведување на некои дополнителни мерки, се со цел заштита на здравјето на граѓаните. Овој пакет на мерки кој што е сега на сила е практично пакет на мерки кој што се користи во сите европски земји. За власта не е потребна ниту вонредна состојба, ниту пак полициски час, иако речиси 3 месеци имаше забрани за движење, како и неколкудневни карантини. Филипче вели таквата мерка не ги донела очекуваните резултати. Вирусот е тука, дека мора да се живее со него, дека сите треба да ги почитуваме превентивните мерки и во таа смисла рестрикција на движењето едноставно нема да има никаков ефект. Инаку Советот за безбедност беше свикан по повеќе од еден месец, 3 денот кога Алфа праша зашто не е свикана седница и покрај состојбата со коронавирусот. Во понеделникот од кабинетот на Пендаровски ни одговорија дека се ќе имало кога председателот ќе проценел дека такво нешто е потребно, што се случи по само 3 дена.